Добро дојде во Магична сцена за Ања Митич. Ања, добро ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за да те најавам како она што претходно зборувавме дека вулканот тлее кај уметниците и кога ќе избие, тоа ще е баш она избиен вулкан. Се работи кај тебе за дупли вулкан, некако можам да кажам во уметноста, затоа што ти си ни и пејач оперски по професија и актер по професија. Така е. Моментално си вработена во Драмски театар. Те гледав и на глумците пеат, каде што твоите вокални способности ги потиснуваат на сите твои колешки и колеги. Добро, не би рекла баш така, имаме одлични. Не, имаме, да, навистина одлични глумци пеачи, но да речам се гледа дека е тој учен глас и дека не е туку така испеана таа и таа песна. Всушност тебе и ти ги дават најтешките numери да ги испееш за да може да биде нешто поинтересно што се однесува, иако глумците во глобала добро пеат. Горе-долу можам да се согласам за тоа. Одлични глумци, мислам глумци кои што одлично пеат. И да, мене ми е предизвик, нели, бидејќи јас сум студирано оперско пеење, сепак е тоа различно, нели, од популарното пеење. Така. И вистински предизвик ми е глумците пеат затоа што не сум правела нешто такво претходно. И ми е интересно да видам што можам и, нели, докаде можам да отидам. Во смисла на, нели, изборот на песните. А некога беше мала, што беше повеќе, пеачка или глумица? Што сакаше да бидеш? Што правеше? Периодично. Периодично? Да. Кога бев мала, се сеќавам, мајка ми раскажуваше, сум заборавила јас на тоа, ама се сеќавам така. Имам слики на една приказна која што ми раскажуваше, која што ми ја читаше пред спиење, ама беше нешто типа 2 страни за лисицата, па не знам што. И вика, ја ти ја читам и доаѓаат наш гости и вика, ти викаш, јас нешто да ви кажам нешто. И вика, ти ја кажуваш цел текст, го кажуваш со глумење, со тоа како лисицата паднала, умрела, па не знам се преправала, и вика, ние овака остана. Така што изгледа ќе да е глумата. Ама после свирав клавир, па се префрлив и на музика. Зато тука се снимаме, до клавирот, тука до клавирот. После кога ќе дојдат гости, сега да ви отсвирам, ајма ако си почна муабе да си прават, прекинував со тоа што не ме слушате, не ме пратите. Или да ви свирам, или правите си муабе. Или да ви свирам, или да ви глумам, бирајте. Бирајте, да. Едно од двете. А ако си правите муабе, ништо. Соло пењето? Многу покасно, зашто ти си учиш гимназија. Си учев гимназија, знаев дека сакам да се бавам со уметност, не знаев со која. Одеше во некои театарски секции? Не. Јас учев во гимназијата Нова, таму имавме драма клас, да, кој што, нели, имавме и тие Christmas перформанси и такви работи, каде што почнав да глумам, да речам. Ти одеше глумењето тогаш? Си се гледаше како идна глумица? Ма не знаев што да одберам. И мајка ми мислам дека тука до некаде ми помогна на некој начин во одлуката, затоа што таа многу ја сакаше музиката. И секогаш сум имала дома поддршка да се бавам со уметност, ама музиката таа многу ја сакаше и таа им ја префрли љубовта, мислам дека кон музиката. Така што мислам дека тоа е, да речам, една од причините зошто првично се запишав на музичка академија, а потоа сакав да си ја исполнам својата желба. Како средношколка одеше во театрите, во Драмски, во МНТ? Па да, одев. Веќе сум заборавила колку често, ама одев. А одеше на опера? Поретко. Ама знаевме, например, со мајка ми да отидеме на опера, да отидеме на балет, така што на некој концерт во филхармонија. Кај нас дома се слушаше од дете, мислам дека од Биџис до Рахманинов. Имаше избор? Имаше. А се сеќаваш на некој од тие представи да ти оставиле некој впечаток или на некоја улога или на некоја глумица? Не знам, обично децата ние кога одиме на некоја представа се поистоветуваме со дадениот глумец или глумица, па после сакаме да го пратиме, да го следиме него. Јас од дете, значи почнувајќи од детски театар, значи низ годините никогаш не престана да мене. Првично, мислам дека една од најголемите желби ми беше некогаш да славам роден ден во детски театар, затоа што многу често одевме на представи. Добро, и после тоа си се запишуваш ти онака на соло пеење, претходни припреми, освен што си пеела дома,
Да, Нешто посебно си немала, така? пред да се запишам на факултет, ја знаев ноти, знаев да свирам клавир колку толку, ама не знаев теорија, не знаев доволно солфеж, така што имав баш една припрема, затоа што сепак другите доаѓаат од Другите си средно дојде музичко, спремни. 90%. Так. Така што јас одново учев се. Ти беше тешко? Па не ми беше претешко, ама повеќе ми беше страв во смисла на тоа дека другите знаат, нели сепак 4 години учеле за тоа, јас се учам се во или барем дел во 3 месеци. Ама тоа па повеќе ме поттикна да учам. Сам тие работи зборам во смисла на хармонија, да работам повеќе солфеж или некои други теоретски предмети, повеќе да им посветам внимание за да нели можам да стигнам со материјалот. Онака баш си ги полагав испитите. Значи кога сакаш ти ги завршуваш обврските како што треба и што е можно побрзо, не? Соло пеењето што значи? Гласот колку можеш да го модификуваш, колку можеш да го користиш сега после завршување на факултетот, да речем од колку години поминаа од тогаш? Јас имав стварно огромна среќа да се запознам и да работам со професорката Ана Дурловска, кај нејзе завршив во класа. Потоа кога се запишав на ФДУ, имаше еден период на можеби не сакав да бидам третирана на некој начин како да го истакнувам своето еве сега јас знам и да пеам. Да пеам, така. Да, за да не сакав да видам што можам и со глумата, а потоа се надевав, односно не ни размислував, али сакав на некој начин да можам да ги спојам еден ден, затоа што таму и тргнав. И сега ми е многу драго што како завршив факултет, окей, почнав нели независни представи, после факултет па сега и нели сум многу среќна што сум дел од ансамблот на драмски. Многу ми е драго затоа што успеав и да го вратам пеењето. Значи преку глумците пеат, преку некои други проекти, пеев и на концерт на пианистот Бобан Мирковски. Така што малку по малку, можеби, не знам, во иднина и да одлучам да направам нешто свое. Мислам, размислувам на тоа, само што кога ќе го почувствувам, а верувам дека ќе го почувствувам кога ќе биде вистинското време, тогаш ќе го направам. Колку бевте кај Ана Дурловска? Не ме држате за збор, бидејќи е поразлично. Таму е генерацијски, например, во некоја, да речам, прва година има 20 студенти, втора тројца и на крај се прави една класа. Не сум сигурна за точната бројка, ама бевме сигурно 7-8 луѓе во периодот кога ја студирав. Слично нешто и на драмски? Да, на драмски е конкретна класа. Конкретна класа? Кај конкретен професор, јас завршив кај професорката Зоја Возалковска и асистент Александар Степанулевски. Ние бевме 9 луѓе кои што дипломиравме во таа класа. Се следите, се слушате, знаете кој што работи како работи? Да, како не. Се слушаме, се дружиме. Не може нормално со сите, ама многу ми е драго кога ќе ги видам и колегите со кои што не се гледаме толку често. Кои ти беа колеги? Лазар Христов, Нела Павловска, Јана Велјановска, Сара Спирковска, Мартин Ѓорговски, Стефан Николовски, Леонардо Лазов, јас и Анастасија Величковиќ. Ги набројав сите. Така. Што беше најинтересно во тие студентски денови? Интересно ми беше затоа што е сосема поразлично од претходното. Претходното е многу поиндивидуално, овдека е групно. Групно, работење испити, до ниедно време, до помогни ми да ти јас не знам ова како да го направам, не треба да знаеш како да го направиш, треба да влезеш во тоа. Тие дружби, мислам, покрај студирањето, забавно е самото студирање и тешко. Многу често луѓето знаат да кажат, вие си глумите, вие си пеете, па не е баш така. Не е баш така. Мислам, тоа сум го добила како коментар и кога сум пеела и кога сум глумела. Не е баш, вие си играте, не си играме. Треба да најдеш желба и кога не ти е до тоа и кога мислиш дека не можеш да го направиш, да пробаш, да најдеш решение, да најдеш волја.
Така што и едноставно да дадеш дел од себе, како и да звучи тоа, нели, како клише, така е. Ти помагна во секој случај претходното искуство што го имаше од факултетот за соло пеење во делот за драма, затоа што пак кај глумците посебно во последно време се бара да е комплетен, да знае и да игра, да знае и да пее, да знае да глуми тоа секако, за да е убав и сите тие работи да се споени во една целина за на некого да му биде добар или лош, да му се допадне или не. Многу построги критериуми се денеска во однос на тоа што било предходно. Предходно и се гледало низ прсти, да речем на некој начин. Глумците биле како посебна категорија кои што биле како заштитени и тие си се тие, како и да изгледа, што и да прави, како и да се однесува, но во денешно време мислам дека баш сте под една лупа ставени како треба да изгледате и ве пратат на сите полиња и како изгледаш и како се облекуваш, како пееш. Не само публиката, и режисерите и сите што се занимаваат со театар. Да, се согласувам, иако не сметам дека нели сите критериуми треба да бидат исполнети. Некогаш во нешто и не ни може да биде. Не ни може, точно. Но повеќето барем да бидат. Да, повеќето и секогаш нешто ќе ни е плюс, нешто ќе ни е минус. И секогаш претпоставувам дека во нешто сме подобри, во нешто полоши. Убаво е да имаме што повеќе вештини да понудиме. Понекогаш си велам, ако сме па на премногу страни, дали може во се да сме добри? Не може. Добар, да. Како ти одат дијалектите во Македонија? Обично во многу представи се користат дијалектите. Некои се буквално актери кои што ги впиваат дијалектите во Македонија и многу лесно ги прават тие улоги. Има и глумци кои што јазиците им одат многу лесно. Сега во моментов ми текнува на Васил Зафирчев, кој што повеќе јазици во повеќе представи сум го гледал, одлично ги владее. Да ви кажам, не сум пробала до сега да изградам карактер на дијалект, или лик, или на друг јазик. Мислам, сме правеле разни импровизации на факултет. Да речам и оделе во ред. Да. Ама никогаш не сум се ни продлабочила повеќе, например, да речам, еве сега, овој лик може да се базира на тоа, нели, на тоа од каде потекнува, па да, нели, повеќе да повнимавам, да научам како се изговараат работи на конкретен дијалект. Не сум го пробала. Кога дојде запослувањето во Драмски театар, тоа беше една година помина од тогаш? Па сега ќе бидат после нова година, некаде ние се вработивме февруари 2. 2 години после нова година ќе бидат. 10 млади актери без запослија наеднаш и тоа е благодет за еден театар. Вистински. Се сеќавам тоа се случи во и за нас. И за вас исто. Се сеќавам дека тоа се случи пред не знам колку години таму, 15 години во Прилепски театар, кога неколку млади актери, еве десетина, се вработија наеднаш и одма како да процвета театарот, не дека тој беше заспан, но една нова свежина, нова сила, нови идеи, кои што им помагаат и на постарите генерации на актери да добијат мотив плюс да играат па и за нас дополнително, а и за вас како млади да добиете шанса да сте дел од носечките улоги во дадената представа. Јас сум многу среќна и за тоа што тоа се случи и поради тоа што самото тоа што сум дел од ансамбл, многу повеќе имам можност да работам, да пробувам што можам, колку можам, кондиција да стекнувам, нели, играњето често и имањето проби преку ден. Не сум го имала како можност претходно да го осетам што значи и колку уствари сега си едно, после одиш, одмараш малку, правиш пауза кратка, одиш се спремаш, играш представа, мислам, многу сум среќна со тоа што влегов во еден ансамбл со едни прекрасни луѓе, 10 млади луѓе кои што не примија. Се надевам дека ќе работиме, нели, цел живот, што се вика, таму, дека ќе бидеме, затоа што се многу талентирани млади актери. Од друга страна, Драмски има феноменален ансамбл.
има толку добри глумци од кои што можеме многу да учиме и учиме постојано, кои што не прифатија и примија многу убаво. Јас, еве, од своје име зборувам, но се надевам дека колегите го делат истото мислење. Многу е убаво кога ти е убаво на проба, кога се чувствуваш слободно да пробаш, да кажеш, да кога ти е даден простор да направиш нешто, да направиш улога, да експериментираш и да се забавуваш во исто време и да видиш, нели, тоа што го кажав претходно, што можеш и колку можеш. Така што многу сум среќна поради тоа, мислам, стварно ми е чест што сум дел од тој ансамбл. Тој е ансамбл за мене. Овие година и нешто имаш одиграно повеќе улоги во повеќе представи. Си работела со повеќе режисери. Да. И во различни форми. Од дуодрама со Билјана Драгичевиќ во Гидеоновиот јазал, па се до парови, каде што играте 4 пара сте? 5 пара. Парови, па и до сегашната представа што ќе имате наскоро премиерата, Болва Вуво, каде што е, да не речам, голем 15 на актери секако сте. Кои форми се можеби најпримамливи за тебе или најтешки за совладување на работата? До сега за мене најтешка и форма и представа која сум работела е дефинитивно Гидеоновиот јазол. Тоа е дуодрамата со Билјана Драгичевиќ. Тоа е дуодрамата со Билјана Драгичевиќ Пројковска. Не сум работела нешто толку комплексно, како форма во смисла на, нели, дуодрама. Второ, самиот текст бара многу истражување, разговарање на темите и бара многу посветеност и работа за да можат тие ликови да се направат. Јас имав стварно привилегија затоа што работев со... Ние бевме една женска екипа, Билјана Драгичевиќ Пројковска, Драгана Милошевска режисерката наша и Викторија Рангелова, нашиот драматург. И ние бевме цело време постојано заедно. А плюс глумиш професорка во... Плюс глумам професорка. Да. Ми беше од една страна многу забавно, ама од друга страна стресно во смисла на тоа дали јас ова можам да го направам и колку можам. Едноставно многу теми се отворија за мајчинството, односот мајка, дете, професор, кадрите денеска професорски кои се, колку се свесни родителите за проблемите на деца, бидејќи ова е една специфична ситуација, не е секојдневна толку често. Фала Богу. Да. Така што многу сум благодарна за тоа што имав прекрасен партнер како Билјана. Стварно многу ми помогна, многу ме отвори во процесот. Мислам, ми помогна да се отворам во таа смисла. А тука бевме постојано под будно око, нели, на Драгана и Викторија. Драгана многу прецизно знаеше што сака да постигне со таа представа. Точно знаеше и мислам дека имаше одговор на секоја наше прашање на што сакам јас да кажам со оваа реплика или што размислувам јас во момент, ти ова и ова сакаш да кажеш, ако застанам, ако не знам докаде сум, не знам. Така што беше едно прекрасно искуство за мене, на вистина. И таа представа многу ми помогна, тој целиот процес многу ми помогна за јас сега и во другите представи да стојам многу посигурно на сцена. Затоа што на вистина ние работевме еден период, не знам колку беше точно периодот на подготовка, ама многу интензивно работевме. И работевме до најситни детали. И јас многу работи освестив кај себе си. Во однос на глумата, во однос на присутноста, тој еден лик што е многу има задача многу да слуша, нели, да го слуша партнерот, да го прати. Многу ми помогна во сите тие сегменти да бидам фокусирана. Се надевам дека нели успеа во тоа. Колку изведби имавте? 14 до сега. Од премиерата до сега? Да, имавме премиера на 9 мај. Како ти е чувството од премиерата до сега? Со секоја наредна изведба се повеќе работи се легнуваат на свое место и се поприродно станува. Мислам, тоа е представа во која што бидејќи играме на мала сцена, многу интимна и многу нашите
и реакции, гестикулации треба да бидат сведени на минимум, а сето тоа нели да работи внатре на тој начин. И сега гледам дека, мислам, еве, тоа го приметувам кај себе, дека многу работи кои што претходно сум имала потреба можеби да ги покажам на некој начин, затоа што уште сум го барала кај себе. Зборувам во процесот и нели на премиерата е секогаш најстресно, потоа си легнуваат работите. Сега стануваат многу поприродни. Билјана доби награда Ристо Шишков на фестивалот во Струмица. Така што се надевам дека ќе ни живее долго таа представа. Се надевам, јас си ве гледав после наградата. Си беше идеална, веќе ти е улогата легната, така што можеш да си ја играш како што треба. Кои беа другите представи, рековме Парови? Парови ми беше прва представа, потоа Интересна представа е многу Парове. Така е. Многу убава представа. Убава представа, прва ми беше се уште ми беше се ново. Но навистина уживав и во Па таму играте и Павлаковиќ Ивана. Така е, голем дел од младите. Да, голем дел од младите што ве примијат. Ивана Павлаковиќ, Лазар Христов, Нина Елзесер. Некој ќе пропуштам сега. Да не беше... Иначе Јасмина, сега ги поминувам. Да, веќе гледам и другите. Не е битно во секој случај. Стефан Вујсич од младите сепак, но е имате од младите пред нас примен, да, можеби некој ќе пропуштам во моментов, ама малку ми застанува мозокот кога треба да набројувам или кога треба да се сетам на нешто. Фокус, малце сум, да. Кога треба да кажам конкретно име, малку имам. Така. А сегашната представа што ја спремате? Со мајсторот на комедијата? Извини, само не ги докажав другите. Ифигенија за ништо. Ифигенија за... Куршуми на Бродвеј. Исто така... може да кажеме нешто збор два и за Ефигенија? Се работи за модерно читање на стар текст. Така е. Античка драма. Античка драма во едно ново, интересно руво. Сосема поинаков процесот. Да, се што сум работела јас претходно, поинаку беше и пристапот на работа, многу повеќе физички, нели, затоа што таму има движења, има танц. Беше интересно затоа што беше поразлично. И мене ми беше интересно, беше навистина поразлично од античките драми кои што понекогаш може да бидат и досадни. Овдека е баш едно модерно гледање со млади актери кои што убаво изгледат, убава представа. Куршуми на Бродвеј исто да беше интересна. Беше исто. Тоа беше после Гидеон беше тој процес и ти дојде како релаксирање после. Да, па нели, многу повеќе се забавував во таа смисла, иако и на Гидеон многу се забавувавме, само што таа забава е нели малку поинаква, ама возбудливо е постојано. А ова беше исто така многу процес, така, спонтано се случуваа работите, мислам и таму имавме прекрасна екипа, Јелена Жугиќ, Сашо Тасевски, Игор Стојчевски, Јована Спасич, која што исто нели од младите, колешка, која што таму имаше многу по одговорна улога. Така е. Да не пропуштам, мислам, така голема екипа сме таму, Александар Степанулевски. И сега работиме Болва Вово. Што улога имаш во Болва Вово? Јас сум жената на Виктор Емануел, односно на директорот на осигурителната компанија. И до некаде од мене почнуваат сите сплетки и заплети понатаму, затоа што јас нешто сум разбрала, ама изгледа недоразбрала. Да, тука ми е многу драго затоа што сме голем дел од новата млада екипа во Драмски, со нели плюс нашите поискусни колеги, тука е Рубен Смуратовски, Игор Стојчевски, Катерина Шектанска, нели кои што ни го прават балансот да не сме само младите, а и да имаме нели кого да следиме од постарите колеги, поискусни.
Таа премиера ќе биде на 17 декември. Така. Сигурно дека таа ќе е хит представа за 2026 година, ќе се барат карти од сите страни, ќе има навалица дај најди карти за представата. Таа ќе би биде представа што ќе го одбележи 2026 година сигурно во Драмски театар. Ти посакувам многу представи да имаш, многу улоги да имаш, многу убаво направени улоги, многу награди да имаш и сето тоа да ти се случи за брзо време, да не биде експлозивно вулкански, но пополека, но сигурно и ти си редок диамант што го имаме во Македонскиот театар и во македонската уметност воопшто, со твојот прекрасен глас и твоето преубаво чувство за играње во театарот. Се надевам дека многу често ќе се снимаме во Магична сцена и ќе имаме за што да разговараме. Ви благодарам многу на овие убави зборови. Најверојатно не треба да додам ништо, само би рекла дека нека се случува се онака како што нели треба да се случува. Ама во секој случај ви благодарам многу. Фала ти, Ања. Фала ви. Чао.